Организацијата неколку пати ги менувала границите на Скопскиот округ. По укинувањето на Штипскиот округ со статутот на ВМРО, Скопскиот округ се проширил. Така округот здобил силна стратешка позиција за пренос на оружје од Бугарија во Македонија. За време на востанието не се случиле големи судири со османлиската војска на овој предел. Токму затоа ја сочувал својата компактност, оружјето и четничкиот институт. Но борбите биле неодложни по востанието, заради нападите на српските чети. Српската влада, како и останатите владите на соседните балкански држави, после Илинденското востание, после 1903 година, започнуваат со уфрлување на своји вооружени чети во Македонија со цел да се инфилтрираат во македонското револуционерно движење и да се наметне српското влијание во северните делови на Македонија, значи пред се во Скопскиот револуционерен округ, тука се Скопскиот регион, Велешкиот, Кумановскиот, како изложени директно врз таа српска пропаганда. Ѓорче Петров, Петар Попарсов, Даме Груев, Гоце Делчев се само дел од револуционерите кои действувале во Штип. Писменоста во овој град веќе во половината на 19 век е широко распространета. Кон крајот на 1840-та во Штип е отворено првото општо келијно училиште во кое се примаат и женски ученички. Меѓу учителите во овој регион се вбројуваат и Гоце Делчев, Даме Груев и Мише Развигоров. Миша Развигоров пак важи за еден од позначајните револуционери од Штипскиот регион. Тој е роден во Штип. Прво се школувал, првото основното училиште, основното образование го добива во родниот град во Штип, а потоа го продолжува школувањето во Бугарија, во Ќустендил, во Казанлак, таму завршува педагошко училиште. Веднаш после завршување на школувањето се враќа во родното место и тука се вработува како учител во Ново село Штипско. За него знам дека бил учител во Штип, во Штипско Ново село. 1895 дошол кога веќе Даме Груев и Гоце Делчев биле во Штип и заедно значи биле учители, и Тодор Лазаров, и тој е штипјанец од Аџи Димитрови. Тој заедно со Гоце Делчев известно време действува таму. Ќе допринесе за зачленување на нови членови во организацијата, ширење на мрежата на самата организација во Штип и околината на Штип, а исто така во тој период веќе почнало да се формираат и тајните канали преку кои што било пренесувано оружје за потребите на тајната организација од Бугарија во Македонија. Меѓу првите членови во организацијата се Тодор Лазаров, Димитар Мирасчиев, Коце Дончев и Мане Мувчиски. Мише е назначен за одговорен за Штип и Штипско. А веќе во 1896 е член на окружниот комитет на ВМРО во Штип. Така што големо количество на оружје ќе почне да се пренесува, Штипскиот регион ќе одигра значајна улога во тоа, бидејќи преку Штипско започнува да се внесува првото количество на оружје всушност во Македонија. Меѓутоа, како една од првите афери кои што се случува токму заради ова пренесување на оружје, тоа била Виничката афера од 1897 година. Меѓутоа, со избувнувањето на Виничката афера, поради големите мачења што тогаш ги правеле, Мише Развигоров не можам да сватам како се одлучил на таков чекор, ја презел целата одговорност. Кажал, јас сум виновен, не го мачете овој, не го мачете оној, јас сум тој што собирав оружје, ја ова го направив, ја тоа. И веднаш го уапсиле, го однеле во подрум Кале, во еден страшен маченички, затворнички живот преживел. На мачење биле подложени и Каратасе, Васил Леската, Пано Пиштоло, Ќоше Иванов и Коце Бакалчето.
Раководителите на реонот Мише Развигоров, Петар Попарсов и Тодор Лазаров биле сместени во Штипскиот затвор. Мише бил измачуван во затворот, а потоа бил носен во селата за да го убеди народот да го предаде оружјето на турската власт. Така тој го видел страдањето на народот. И пред власта се пријавил како одговорен за организирање на неговото вооружување. Како последица на ова бил пратен во подрум Кале. Тој затвор на вистина бил озлогласен и познат по тоа што многу македонски револуционери кои што биле осудени или на доживотни казни роби или на смртни казни, па ја чекале својата казна, бил многу познат кај нив. Во затворот во подрум Кале војводата Мише Развигоров заминал некаде 1897 година и таму останал речиси полни 5 години. Важно да се истакне за неговиот затворски живот е дека навистина тоа бил тежок живот со многу измачувања, репресалии од страна на турската власт. Измачувањата се правеле со цел Развигоров, Петар Попарсов па и Тодор Лазаров да ја откријат целата организацијска мрежа на Македонската револуционерна организација во Штипско и во цела Источна Македонија, но во тоа турската власт не успеала. Додека биле во подрум Кале, Мише Развигоров и неговите другари успеале да испратат и едно писмо до австрискиот конзул во Скопје, во кое што се жалеле на неподносливата положба на затворските услови во подрум Кале. Со тоа мислеле дека можеби австриската власт ќе се вмеша да се подобрат барем затворските услови или да се намали затворската казна. До 1902 кога ги амнестирале сите политички затвореници, ама тој се вратил со многу тешко здравје. Баба ми викаше готов беше Мише. И затоа роднините го однеле во Бугарија на лекување. Многу тешко бил болен. Таму останал кратко време и со чета во Македонија се вратил веднаш по завршувањето на Илинденското востание. Фактички војводата Развигоров немал некое директно поголемо позначено учество за време на Илинденското востание, кое за волја на вистината во Скопскиот револуционерен округ било со мал одзив и со малку вооружени акции. Но веќе по завршувањето на Илинденското востание започнала трескавичната организаторска и теренска работа на Развигоров во Штипско, во Овчеполието, помалку можеби и во другите околии. Тој ја зацврстил организационата мрежа до тој степен што можеби Штипскиот крај во тие тешки поствостанички денови бил еден од најдобро организираните во Македонија. Знаете, во Битолскиот револуционерен округ имало големи страдања, разрушувања, така што таму организацијата била привремено уништена. Но во Скопскиот револуционерен округ, особено во Штипско, Мише Развигоров поставил едни цврсти, здрави основи на организацијата. Мише Развигоров за цел имал осигурување на каналот за оружје на организацијата која го правел заедно со Груев, кој тогаш бил на чело на горското начелство за овој округ. Потоа тој, со помош на Тодор Александров, вклучил млади и интелигентни четници во организацијата. Како трето, тој вовел и економски мерки со кои се стекнал со прекарот Овчеполски кнез. Тој имал за цел да го заштити населението од уште поголемо осиромашување поради тоа што плаќале огромни камати на лихварите кои што им поземувале пари за извршување на било каква потреба. Така што Мише Развигоров, за да го спаси населението од плаќање на огромните камати, донесува една одлука, а тоа е одлуката да се формира една земјоделска селска каса. Каса во која што вложувале пари всушност селаните после одредени приходи кои што ги добивале при продавање на пазарите на нивните производи. Сите значи заеднички вложуваат во таа каса, но тоа ќе биде значено за воиднина при потреба било кој од македонците можел да се придобие со пари, да побара пари од таа каса која што била формирана токму од Мише Развигоров. Покрај ова, исто така тој му забранил на населението да заминува да се суди во османлиските, односно турските судови. Така што формирал посебни комисии
од членови на организацијата кои што имале за цел да ги разгледуваат сите спорови кои што настанувале меѓу самото население. Следувале строги казни за секој оној кој што немало да ги почитува наредбите кои што всушност тој ги донесува во неговиот регион. И исто така постоело еден обичај во тој период во цела Македонија, па и во Штипскиот крај, за време на свадбите, младоженецот да плаќа големи суми на пари кои што достигнували до 15 лири за купување на невестата. Ова ќе го забрани, овој обичај ќе биде забранет од Мише Развигоров, кој што прво ја намалил таа сума на 2 до 3 лири, а исто така дозволувал на момчињата да позајмуваат пари од касата на организацијата за да можат да платат за купување на невестата. Народот бил задоволен од дејноста на Развигоров, но по востанието главната опасност не биле османлиите, туку српските чети. И самата српска влада го зголемила интересот во однос на Македонија во овој период по Илинденското востание и сватила дека во новите околности кои што се настанати во Македонија, задушувањето на востанието и можат да ги искористат како една добра можност за заселување на својата позиција во Македонија. Со појава на странската пропаганда се појавуваат и шпиони. На 14 ноември 1905 Мише Развигоров со својата чета бил во село Лозово и за тоа била известена турската војска од страна на локалецот Ичко. Куќата била обколена и започнала битката. Развигоров со четата доцна во ноќта успеал да се извлече жив и да изгуби само еден четник. Утредента на помош дошол кратовскиот војвода Атанас Бабата со 600 четници и го нападнал ласкерот. Одбраната била успешна и без големи загуби. Со помош на војводата Дедонаце, Мише ги нашол шпионите кои ги предале комитските чети. Тие биле фатени и по наредба на Мише застрелани на сред село. Познато е дека во временскиот период 1904-1905 година во внатрешната македоно-одринска револуционерна организација се случил длабок раскол. Мише Развигоров бил избран како делегат на Скопскиот револуционерен округ да присуствува на Општиот Рилски конгрес кој што се одржал во 1905 година. На Рилскиот конгрес војводата Мише Развигоров бил назначен за ревизор на четите на организацијата во Скопскиот револуционерен округ. Со таа задача во 1907 година Мише Развигоров се вратил во Македонија, во Штип, за да среди одредени работи околу финансиската политика и евентуална проневера на финансиски средства во Штипско. Но неговото доаѓање во Штип било забележено од одредени колебливци и шпиони кои што одпорано му се имале замерено на Мише Развигоров. Пред да влезе во Штип го опоменале, му кажале немој да одиш ке те предадат. Многу се поделени на партии, има и една песна која го потврдува тоа, песна за Мише Развигоров се вика. Му викаат не оди Мише во Штип, ке те предадат. А тој бил убеден и во песната тоа го вели и овие го кажуваа старите дека јас сум штипјанец, јас сум ги учил штипјани, јас сум револуционер и нема да ме предадат. Меѓутоа за жал го предале. И старите го кажуваа тоа дека во Исарското мало живи ги запалиле него и другарите негови, живи ги запалиле, меѓутоа едни други викаа дека се чуле истрели пред да се вивне во пламен куќата, значи се самоубиле, најверојатно. Изгореле, ама не живи. До последен момент се бореле и не изгореле живи, најверојатно поради слушањето на куршумите. И на 2 април 1907 година започнала една битка помеѓу Мише Развигоров и неговите соработници кои што се наоѓале во куќата на Исарот и отоманската војска. Има неколку верзии за таа битка на Мише Развигоров и соработниците со отоманската власт. Според една од верзиите, турците ја запалиле куќата и Мише Развигоров и неговиот
соборец изгорел, но има уште една верзија според која што се смета дека се обидел да излезе преку покривот и преку оджакот и тука се задушил, односно изгорел. Има дури една предпоставка дека пред да го зафати пламенот се самоубил со цел да не биде жив фатен од страна на турската војска. Со ликвидацијата на војводата Мише Развигоров организацијата претрпела ненадомеслива загуба во Штипско и биле потребни долги години таа да се консолидира. Значењето на неговата револуционерна активност не е во тоа што тој ја зацврстил мрежата на ВМОРО во Штипско, туку и во тоа што пружил активен отпор против се пожестоката српска пропаганда која се наметнувала во Штип и Штипско и во Овчеполието и секако неговото загинување било ненадомеслива загуба. Инаку, гробот на Мише Развигора, како што реков, беше карши нашата куќа, меѓутоа, за да се лоцира денес е речиси невозможно, затоа што тоа беше еден голем брег, кој влегуваше дури и до средината на Отиња и таму беа градските гробишта. Пред нив некое време биле еврејските, погоре малце, па градските гробишта, па после нив беа гробиштата на жртвите од фашизмот и кај црквичето Свети Спас беа новоселските гробишта. Исклучиво се закупувале луѓето од Новосело. Мише Развигоров почиваше точно на брегот под зградата што ја викаме ние во Штип Кулето или Турскиот каракол. Таа се уште постои и денес е зграда во која живеат штипјани. Меѓутоа во минатото дури за време на Кралството Југославија била жандармериска станица. Овој каракол во турскиот период било место од каде се посматрало движењето на штипјани. Затоа што градското подрачје им припаѓало на турците, евреите и многу мал дел на христијаните, посиромашните, додека побогатите и влијателните живееле во Новосело. Во тој период, за да се движиш, треба да имаш дозвола. Зошто ќе одиш во градот, како, што, значи морале да имаат некаква дозвола. Така да не било возможно од градот да го погребуваат кај црквата Свети Спас. Затоа што треба да има дозвола за да дојдат до овие гробишта. А денес Мише Развигора почива покрај црквата Свети Спас, затоа што местото каде што тој почиваше денес не постои. Сега во музеот се наоѓа таа надгробна плоча која јас ја знам, а ја има и на фотографија. И која многу се разликува од оваа денес што е поставена. Таа постои во музеот, може во секое време да се види. На гробот на Мише Развигора имав забележено разни цртежи, некакви шестари и си мислев дека поради тоа што бил учител му нацртале другарите. А баба ми кажа дека кога го погребувале, другарите му пееле во хор и сите граѓани дошле на погребение. Кога го спуштале во гробот, ечело маалото. Целото маало, сите комшии се сеќаваа на тоа, дека ја пееле зајди, зајди јасно сонце, твојата младост, твоите лисија горо ќе се вратат, мојата младост нема да се врати. И тоа било доживување, тажно доживување. Во Скопскиот округ, еден од поистакнатите војводи е Никола Пушкаров. Роден е на 14 декември 1874 во Бугарија, каде што и се образувал. Како ученик, тој ги критикувал колегите македонци што не заминувале во Македонија да се борат. Тој самиот поднел барање до екзархијата да биде пратен како учител во Скопје. Во предилинденскиот период, кога се воделе дискусии во редовите на организацијата дали да се крева или не востание, Никола Пушкаров сметал дека Скопскиот револуционерен округ не е доволно подготвен и затоа делегатот кој што го испратил на конгресот во Солун го овластил да бара востанието во Скопско да се пролонгира барем за една година.
секако во тоа не се успеало и Пушкаров ја примил наредбата дека иако неподготвен Скопскиот револуционерен округ, макар символично, мора да се вклучи во настаните од Илинденското востание. Така и ја конципирал својата револуционерна активност за време на Илинденското востание, тој со својата чета која бројала некаде околу 18 до 20 луѓе, поискусни комити и војводи дојдени, односно комити дојдени од Бугарија, се обидел да нападне неколку помали турски воени гарнизони во селата во Скопско и Кумановско и успеал во август 1903 година да минира еден дел од железничката пруга Скопје-Велес, со што бил отежнат железничкиот сообраќај за неколку дена. Тоа може да се каже дека е најуспешната вооружена акција во Скопско за време на борбите од Илинденското востание. Тоа е диверзантска акција која што како дел од Илинденското востание, во оние делови во Македонија каде Илинденското востание не фатило, не било масовно, се преминало на такви диверзии, на напади на важни објекти кои што беа особено на сообраќајници на железници. Така да железницата Скопје-Солун, како една од најзначајната железница која што ја поврзува Македонија практично и најзначајните македонски градови, била една од главните мети на напади на востаниците и на револуционерите. Според неговите проценки, најмногу пушки имало во Кочанско, околу 400. Во другите предели, бројот бил значително помал, а и видот на пушките бил застарен. Пушкаров успеал да набави 50 пушки кои биле распоредени низ Скопје. Во текот на тие денови, четата на Пушкаров имала неколку судири со турската војска, и тоа во село Ѓуриште и село Кожле. Но на помош на Пушкаров му дошла четата на војводата Боби Стојчев. А Бажибозокот постојано бил засилуван од Скопје, Куманово, Велес и Штип. Борбите траеле 2 недели. Во текот на 1902 година започнало навлегување на врховистички вооружени чети од Бугарија во Македонија, кои што биле организирани од Врховниот македонски комитет во Софија. И целта беше, значи, на овој комитет да се наметне врз македонското револуционерно движење, да воспостави контрола врз македонската револуционерна организација. Тоа ќе го прави со провокации, односно со уфрлување на вооружени чети. Така една од тие провокации се случува и во 1902 година, позната како Горно-Џумајско, така наречено востание. Никола Пушкаров ќе одигра значајна улога во Скопскиот револуционерен округ со тоа што ќе се обиде да го спречи населението во целиот тој Скопски револуционерен округ да се приклучи, да потпадне, односно под влијание на врховистичките провокации и ќе успее да го задржи мирно населението во Скопскиот округ. Таа врховистичка провокација во 1902 година во Скопско успешно била избегната. Наредната година, иако во Скопскиот регион имало повеќе пушки од порано, Пушкаров се уште не се чувствува спремен за востание. Велешко фактички бил најважниот реон во Скопскиот револуционерен округ. Овде била раскрсницата преку која што поминувале сите канали на оружје што организацијата го добивала од територијата на Бугарија и од овде се разнесувало оружјето во Битолскиот револуционерен округ, па и во окрузите во јужниот дел на Македонија, и тоа бил важен геостратегиски центар. Затоа организацијата овде на неколку пати именувала дел од војводите, кои што од различни причини или се повлекувале или биле ликвидирани, убивани. Најпрвин во почетокот на 20-тиот век, 1901 година, овде за војвода бил назначен војводата Николај Дечев. Кога Дечев станал велешки војвода, се појавиле 2 српски чети во реонот, на војводата Филиповиќ и србоманот Наце. Откако не го послушале барањето на Дечев да се повлечат,
Тие биле нападнати во близина на село Крива Круша. Победата на Дечев била неминовна, со што привремено ја запрел српската пропаганда во регионот. Но набргу по востанието во септември 1903 тој загинал во судир со турскиот аскер во село Луково. По убиството на Дечев, на негово место дошол Стефан Димитров од село Зелениче, Леринско. Тој војувал со турскиот Башибозук, српските чети, но и оние пратени од Борис Сарафов. Кога во Велешкиот регион биле уфрлувани чети од Борис Сарафов, приврзаници на Борис Сарафов, кои што после Илинденското востание се наоѓа во влошени односи со внатрешната македонска организација. Во тој период тој ќе испраќа своји приврзаници со нивни чети, кои што во различни делови на Македонија ќе се обидуваат да го наметнат нивното влијание. Така и во Велешкиот крај ќе биде испратен Иван Наумов Алабакот. Тој е негов приврзаник, кој што доаѓа во Велешкиот регион, води долги преговори со велешките револуционери во однос на прашањето за негово задржување што подолго во овој регион, односно неговата цел, неговото барање била да добие свој реон на действување во Велешкиот крај. Истовремено, познатите револуционери од Велешкиот регион доаѓале во судири и со се поголемото и почестото навлегување на српски вооружени чети во Велешкиот крај, како што е примерот со четата на Григор Соколов. Тој е македонец по потекло од Прилепскиот регион, меѓутоа просрпски ориентиран после Илинденското востание, така што начело на една српска чета ќе навлезе во текот на 1904-5 година во Велешкиот крај. По смртта на Димитров, велешки војвода станал Панчо Константинов од Велес, кој бил придружуван од поречкиот војвода Арсо Локвички. Еден од наистакнатите кумановски војводи е кумановецот Крсто Лазаров Конјушки. По еден од најпознатите војводи во Кумановско бил припадник на Скопскиот револуционерен округ на организацијата, бил војводата Крсто Лазаров Конјушки од селото Конјух, Кумановско. Навистина многу е интересна биографијата на овој кумановски војвода. Тој е еден од војводите кој што имал можеби најдолг стаж како обичен војвода во редовите на организацијата во различни власти во Македонија. Па бил палаво дете според она што ми кажувале во Кратовско. Значи, мои родители многу малку збореле за него. Меѓутоа бил палаво дете и една анегдота била дека земал пушка и пукал кон турскиот бек што бил одговорен за местноста Конјух. Не сакајки му ја победил жена му и се скрил во еден сток сено, им се смеел на турците дека го бараат. Немал некое повисоко образование војводата Крсто Лазаров. Тој уште од млади години се вклучил во редовите на македонското револуционерно движење и се обидел првин да се активира во редовите на Врховниот македонски комитет. Но набргу се разочарал од политиката на комитетот кон Македонија и македонското прашање и се зачленил во редовите на македонската револуционерна организација. Веднаш потоа со чета влегол во Кумановско и во тој период околу Илинденското востание и по Илинденското востание се борел против турската војска и башибозуците, но и против се посилната српска пропаганда која што земала особено голем замав во Кумановско, во Скопско, на Скопска Црна Гора. Мајка ми кажуваше дека они биле нарекувани гасеници од страна на Бугарија. Гасеници заради тоа што многу се држеле заедно. Кога ќе одела четата во Македонија, или како се израцувале, ќе одиме внатре. Значи, за фамилиите чии луѓе се во четата внатре, се било обезбедено. И храна да им се донесе, и дрва да им се исцепат, да им се наредат, да им се среди ако е зима. Меѓутоа, факт е дека тоа се случувало од време на време и не знам точно, меѓутоа има евидентирано колку битки он има водено во овој крај. И тоа над 3 часа или некои поголеми.
Во овој временски период Крсто Лазаров покажал изворедни раководни капацитети, бил навистина способен, го познавал теренот во Кумановско и со тоа можел слободно да се движи низ селата во Кумановскиот крај и да ја зацврстува мрежата на организацијата. Воедно, во тие села каде што српската пропаганда имала земено замав, се обидувал да ги уништи тие центри и да формира селски комитети на организацијата. Бил почитуван човек он. Почитуван од луѓето комитите, а и од околинава друга. И тога ми кажуваше мајка ми дека во една случка во Кюстендил, дека еден од нашиве комити македонци бил фатен како краде и полицијата го прибрала. Бил викнат на испитување на некој си трети спрат во нивната полициска станица и тога го побарале дедо ми како авторитет на тие луѓе што оти сепак биле доселеници, бегалци биле. И кога човекот разбрал дека ќе дојде Крсто, скокнал од прозорот срам. Така ми го кажа он, срам дека скокнал. И таа е приказнава што ја знам. Меѓутоа факт е дека организацијата била навистина јака. Толку јака што бугарите завидувале колку сме организирани ние македонците таму. И не сакале. Лазаров учествувал во окружниот собир во село Живиње. Потоа бил член на кратовската чета на Атанас Бабата за потоа да се одвои и да действува во Кумановско заедно со Костадин Нунков. Додека се наоѓал во Кумановско, не ги одбивал и задачите кои што фаќале извршување на индивидуални форми на терор, односно ликвидации на шпиони и предавници. Така бил случајот со србоманскиот свештеник, српскиот поп Ташко. Некои од комитите кои под влијание на бугарската власт почнале да прават зулуми на локалното население биле казнувани и тоа казнување и до убивање. Значи биле ликвидирани. Прв ликвидиран каде што он активно учествувал бил некој си поп српски Ташко кој ги предал на турците фактички дека се носат пари за да се купи оружје, да се купи материјал за војување, пушки, оружје, облека и слично. Не било едноставно, го чекал човекот скоро месец и пол да најде згодна прилика да губи и при тоа губил и него и неговиот и тога имал бодигард. Тој влегол во цивилни алишта во градот Куманово и еден извесен временски период го следел движењето на српскиот поп кој што, чувствувајќи дека може да биде ликвидиран, се наоѓал под заштита на турски заптии. Но по едно известно време исчекал една добра прилика, можност и пукал во српскиот поп и го ликвидирал. Тоа представувало сериозен удар за српската пропаганда во градот Куманово. Веднаш потоа Крсто Лазаров незабележано се извлекол од градот и повторно се вратил во неговата чета. Кога младотурците доаѓаат на власт, тој престанува со неговото активно действување, бидејќи тогаш се легализираат четите. Таа пауза нема да трае долго, се до пролета наредната 1909 година, кога повторно се активира и повторно ги продолжува борбите со српската пропаганда. Во текот на Балканските војни исто така ќе биде активен. Тогаш револуционерите од Македонската револуционерна организација земаат активно учество на страната на сојузничките сили, српската, бугарската, грчката армија. Конкретно во Кумановскиот регион Крсто Лазаров со четата учествува во рамките на српската армија во таа војна за ослободувањето на Македонија. Меѓутоа, кога веќе се навестувало почнувањето на Втората Балканска војна и кога се повеќе станувало јасно дека оваа војна ќе биде меѓусојузничка, односно дека ќе ја водат меѓу себе Бугарија наспроти српските, грчките војски, тогаш Крсто Лазаров повторно учествува со неговата чета, меѓутоа сега на другата страна, односно дава поддршка на бугарската армија наспроти српската.
Во 1914-та, четата на Лазаров се судрила со српската чета во Куманово, Свети Николско и Штипско. Летото 1915-та со чета од околу 30 на души бил откриен од српската жандармерија во близина на село Ѓуѓанце. Епски се тие некои негови судири кои што тој ги имал со српската војска и жандармерија во тој временски период од 1913 до 1915 година, односно до започнувањето на борбените действија од Првата светска војна во Македонија. Тој имал неколку судири со српската војска, која што исплашена од силината на неговата чета дури употребила покрај пешадиското оружје, артилерија, гранати, тешко оружје. Во една од тие битки во близина на селото Орашец во 1915 година, која што траела десетици часови, наоѓајќи се во безизлезна положба, војводата Крсто Лазаров бил принуден на јуриш да го руши обрачот од српска војска и жандармерија. Како раритет треба да се спомене податокот дека само во таа битка тој се здобил со 11 прострелни рани, а преживеал сепак. Дури за да не биде фатен во моментите кога сметал дека може да биде заробен, ја уништил архивата што ја носел со себе, го искршил оружјето, го скршил кундакот на пушката, но под среќни околности успел да се провлече и да остане жив. Иста знам ми кажувала дека многу ја тепал во една прилика кога, сега не можам да кажам зошто, во Кјустен бил обесен човек и она отишла да гледа. Тоа бил обесен човек како предавник. Кога си дошла дома, многу ја тепал и не сакал ниедно од неговите деца се занимава со политика повеќе. Мајка ми имала 3-4 години најверојатно и јасно се гледа на сликата. Не толку јасно, меѓутоа во кој што ја гледа ќе види дека на неколку од плакатите пишува Македонија на македонците и покажува по моје дека уште у тоа време не било баш така како што велат бугарите, дека сите они мислеле дека Македонија со Бугарија и слично. По завршувањето на Првата светска војна, Крсто Лазаров се активирал повторно како војвода, сега во редовите на автономистичката ВМРО на Тодор Александров. Поради неговото војничко искуство, војводско искуство од страна на Тодор Александров, повторно бил назначен за војвода на чета во Кумановско и успел на неколку пати да дојде во Вардарскиот дел на Македонија, кој што тогаш се наоѓал под власта на кралството СКС, и неколку пати да се судира со српската жандармерија и полиција. Тоа било во 1926 година и само можеби уште еден пат. Навлегувањето на Крсто Лазаров во Кумановско станувало се потешко затоа што српската власт во Вардарска Македонија ја обезбедила границата на еден начин кој што не овозможувал влегување на поголеми чети. Можеби можеле да се провлечат помали тројки, четворки, петорки кои што можеле терористички да действуваат, но големи чети воопшто не можеле да навлезат. Зошто го велам тоа? Границата била обезбедена со така наречени волчи јами, кои што имале дрвени колци, остри, во кои што можеле да настрадаат тие што ја минувале границата. Понатаму границата била обезбедена со железна жица, со телови, со бодликава жица, така што навлегувањето на поголеми комитски чети било воопшто многу тешко. Кога е во прашање револуционерната активност на војводата Крсто Лазаров Конјушки, можеби треба да се спомене случајот дека тој живеел долги години. По ослободувањето на Македонија, на Вардарскиот дел на Македонија од бугарска власт, новите југословенски власти го уапсиле Крсто Лазаров Конјушки и тогашната државна безбедност го осудила и го ликвидирала во тие повоени години, значи под обвинение дека бил пробугарски определен и дека бил во служба на бугарската кауза. Војводите од Скопскиот округ имале повеќе предизвици. Османлиската војска, врховистичките и српските чети, како и организирање на каналите за оружје. Храбри и бескомпромисни, тие останале достојни на задачите.